Воведување стандардизација во такси превозот ќе ја смени сликата во туристичките центри, смета председателот на Асоциацијата на хотелиери на Македонија Крсте Блажевски. Такси превозот според него треба да биде регулиран, да се исцртаат местата за паркирање на возилата, да се униформираат и да не се создава непотребна гужва. Треба да бидат регулирани и униформирани, да се исцртаат местата каде треба да стојат, а не едно возило да зафаќа место за 3. Гледката на влезот во Охрид кај пазарот е секогаш со 100 такси возила и се создава непотребна гужва. Истото се случува и во Струга, но и во други места. Тие пак би ги давале услугите, но да има ред, истакна Блажевски. Смета дека треба да има одредено место за паркирање такси возила, кои преку такси станиците ќе добиваат бројчиња, и на станицата ќе има не повеќе од 10 до 20 возила во еден момент. Се знае колку треба да бидат и да се најдат поблиски паркинзи, на кои таксистите таму би ги доисполнувале. Тоа е една неубава слика за странскиот гостин. Не можеме да му докажеме на странскиот гостин дека тоа не можеме да го средиме. Тоа е минимално нешто што треба прво да се среди, вели Блажевски. Првиот човек на Хотам посочува дека треба да се постават ценовници на видни места, кои ќе важат еднакво за сите, како во такси превозот, така и кај педалинките и кај чинјата. Треба да се воведе ред и во цените, да се постават ценовници колку чинат тие превози, да не биде еден за 1000 денари, друг за 3000 да ја дава истата услуга. Тоа е стандардизација за која треба да се погрижат општините и треба многу брзо да се среди, нагласи Блажевски. Стандардизација како што подвлече треба да се воведи во сместувачките капацитети и да се знае што чини 10, што 20, а што 5 евра, а да не се продава некаде сместување за 100 или 150 денари. Бројот на хотелските и приватните сместувачки капацитети, смета тој, треба да биде сразмерен во однос 3:1, а не да има повеќе приватни легла од хотелски.